Audi сега ги измеша картите, го представи новиот A6 Avant преку кого најавува уште неколку изведби. Тоа секако дека ќе биде еквивалентниот седан, а се очекува низата да ја продолжат изведбите A6 Allroad и RS6. Враќањето на сцена на Audi A6 Caravan повторно го комплетира германското премиум тројство. Сега пак, како во старите добри времења, ќе се разгори конкуренцијата помеѓу господарот на прстените, BMW серија 5 Touring и Mercedes E-Class Estate. Едно нешто што не може да се негира за A6 Avant е дека има сериозно мазен профил, зафат нетипичен за ваков тип возила. Audi се погрижи новитетот да биде најаеродинамичниот караван кој ги носи 4 прстени со погон на согорување. Во инает на поголемите димензии во однос на претходната генерација, тој може да се пофали со коефициент на отпор на воздухот од 0,25. Само за појаснување, единствениот караван на Audi што го надминува новодојденецот е електричниот A6 e-tron Avant, кој има 0,24. Ги споменавме димензиите. Со вкупна должина од 4990 мм, тоа е за 60 мм подолго од неговиот претходник. На представувањето Audi вети дека патниците ќе се чувствуваат како во прва класа, тврдејќи дека A6 Avant нуди патување како во ниту едно друго возило во својата класа. Изграден на архитектурата Premium Platform Combustion, нуди опционална адаптивна воздушна суспензија, може да биде опремен со управување на сите тркала и квадроспортски диференцијал. Друг клучен елемент на првокласното патничко искуство е технолошки оптоварената и просторна кабина. Тука се вклучуваат дигитален кокпит со 3 екрани, прилагодлив панорамски стаклен покрив, премиум звучен систем Bang & Olufsen и автоматска контрола на климата во 4 зони. Иако Audi е фокусира на електрификацијата, во новиот A6 Avant се нудат благо електрифицирани бензински и дизел мотори. Тие се застапени со 2.0 TFSI бензин со 4 цилиндри и 2.0 TDI дизел со исто толку цилиндри и двата произведуваат идентични 204 конски сили. Тука е и помоќниот 6-цилиндерски 3.0 TFSI со 367 конски сили. Сите се впрегнати со системот Mild Hybrid Plus, опремен со батерија од 48 волти, стартер со ремен алтернатор и електричен мотор-генератор. Со полн газ, електричниот мотор може да обезбеди дополнителни 24 конски сили и 230 Нм вртежен момент, а исто така користи енергија од сопирањето за полнење на малата батерија. Според Audi, оваа поставка му овозможува на A6 Avant да вози исклучиво на електрична енергија за време на маневри со мала брзина, како паркирање или ползење низ градскиот сообраќај. Се очекува во иднина да бидат достапни верзии со приклучен хибрид. Она што охрабрува е што во Германија основниот модел со благ хибриден бензински мотор е со цена од 58.000 евра, што е за 1.900 евра поевтино од почетната цена на A6 Avant во заминување. Изгора на тоа, не треба да се заборави дека тоа е никулец од кого ќе се изратат уште неколку верзии како A6 Sedan, A6 Allroad и RS6 фокусиран на перформанси, но не е јасно дали ќе биде со V8 моторот или ќе го употреби приклучниот хибрид со V6.